Голем број на ученици, представници на партии и здруженија го одбележаа 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово. Во знак на почит на загинатите борци, положија цвеќе пред споменикот на револуцијата. Професорот Јоцко Димитриевски го истакна значењето на денешното празнување. Во ослободувањето на нашиот град активно учество зеде 15-тиот корпус со 41-та и 48-та дивизија со вкупно 8 бригади, како и учество на граѓани и борци кои несебично се жртвуваа за слободата на нашиот град. Во текот на борбите за слобода, Тетово ќе даде 3 партизански одреди и 2 народни херои, Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче, како и преку 360 загинати борци кои ќе ги положат своите животи на браникот на слободата, а чии херојски дела ќе бидат втемелени во историјата на градот. Почитувани, ние, членовите на боречката организација, како и граѓаните продолжувачи на нивните херојски дела, со гордост ќе се подсетиме на нивната храброст и подвизи, затоа што тоа е наша должност и обврска, но и долг спрема борците учесници во народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија. Годинава се одбележуваат 75 години од ослободувањето на Тетово, како последен град во низата на ослободени градови во народно-ослободителната војна. По неколку децении Тетово имаше достојно одбележување на денот на ослободувањето на градот во организација на Сојузот на борци од Тетово. Празникот се одбележа со пригодна свеченост вчера вечер во Центарот за култура Илјоантески смок. Задоволството најверојатно се забележува кај мене, меѓутоа и кај граѓаните наши сограѓани, почитувачи, продолжувачи на традициите на народно-ослободителната и антифашистичка војна од Тетово. Целта ни беше да ги видиме баш вака, граѓаните на Тетово ведри насмејани, се забележува дека нема политика во нашата боречка организација и ентузијазмот и желбата на сите да ни помогнат резултираше со ова што навистина вечерва го видоја граѓаните на нашиот град. Овој јубилеј не значи многу и не поттикнува за понатамошна работа во самата општинска организација на Сојуз на борци. Прославата започна со изложба на портрети на борците од НОП, дела на академскиот сликар Павле Кузмановски. За мене, како автор на тие дела, представува и сега едно неопишано чувство на убавина, дека после 42 години тие дела се уште и свежи и убави, според мене, направени по тој начин како што тогаш се работело, но извадени се од заборавот. 96 годишниот Никола Стојановски, сегашен председател на Сојузот на борци на Македонија, како учесник во НОП, се сеќава на настаните. Ослободувањето на Тетово беше добро смислено, добро организирано, така да учествуваше и трета командовска бригада, нашата ударна велешка бригада, и други бригади учествуваа тука, така да беше тоа све смислено, направено и добро и тоа направивме, тоа е конечно ослободување на Македонија. На прославата за 75 години Слободно Тетово, актери, музичари и влюбеници во градот приредија уметнички перформанс со меморијален и забавен карактер. По 5 години од катастрофалните поплави во Тетовско, патот Шипковица-Бродец, на местото каде поминува оваа планинска река, си доби мост. Делницата по невремето целосно беше уништена. Во неколку наврати се реконструираше, но залудно. При секој пороен дожд, нивото на реката се зголемуваше. Коловозот се ронеше и завршуваше во долот. Со мостот оваа сообраќајница сега е стабилна и безбедна, вели градоначалничката на Тетово Теута Арифи. И со овој мост дефинитивно го затвараме овој
проблем што го имавме долго време и истовремено значи патот ќе биде уште подобар и попроден и посигурен за граѓаните. Мештаните истакна дека се уште не се реализирани превентивните решенија во случај на поплави. Како пример ја посочија реката која поминува низ селото, чие корито не е соодветно регулирано. Ова е реката која што поминува низ сред село и која што во 2015 година направи најголеми проблеми. Таа со себе донесе големи наноси од земја, карпи и камења, поплави половина село, уништи голем број на куќи, а исто така имаше голем број на човечки жртви. Првиот човек на општината вели дека на седница на влада и разговарано и за овој проблем. Дискутиравме и се договоривме проектирањето на регулирање на целиот тој дол, значи на коритото на долот да го проектира општина Тетово, додека финансирањето да иде со средства од буџетот. Како главен проблем кој им виси на глава на жителите од Чипковица е дивата сеча на дрвата над нивното село, кои се прва заштитна одбрана од поплави. Кога паѓа дожд, едно дрво на листите и на корените и на гранките ги држува 350 литри најмалку, 350 литри да не паѓат доле во земја. Иначе ако не е шума, каква поплава може да стане, бербат. Во 2015 година во поплавите кои го зафатија Тетовскиот регион имаше 5 човечки жртви, а беа уништени стотици објекти. Основците од основното училиште Фај Коница во Гостиварско Дебреше од рана возраст учат да практикуваат демократија. Во ова училиште денес се спроведоа избори за претседател на училишната заедница, на кои тројцата кандидати Арта Шабани, Бесијан Мемети и Нертила Шакири најавен настан пред соученици, наставници, родители и други гости, ги образложија своите програми, идеи и предлози околу прашања што ги засегаат учениците. Веќе 2 години ние организираме ваков настан и заедно со учениците и со другите учители избираме еден кандидат. Мислам се 3 кандидати и се избира еден претседател од тие кандидати. Организираме вака групално се организираме, правиме настани и така. Самиот настан е демократски дуда има на училиште, пошто и по граѓанско образование јас ги учам за демократските критерии такви. Изборниот процес помина според утврдените правила, а за претседател на училишната заедница беше избран ученикот Бесијан Мемети. Активноста беше организирана во склоп на отворен ден во училиштето, во рамки на проект што го спроведува Бирото за развој на образование со Македонскиот центар за граѓанско образование. Во овој проект на територијата на општина Гостивар се вклучени 8 училишта. Со барикади од градеж на механизација и повремени дежурства, жителите од Вратница деновиве ја бранат Вратничка река, за каде има најавено дека ќе се гради хидроцентрала. Борбата велат и понатаму ќе продолжи и покрај тоа што изгубен е еден човечки живот, кој бил дел од живиот штит, чувајќи ја реката во понеделникот. Човекот одеднаш му се слоши, припадна, значи му помогнаме ние граѓаните колку можеше, повикавме докторот од ПС Вратница тука што е, му помогна, го однесоа до Тетово, меѓутоа од стрес, најверојатно доби некој удар и се деси тоа што се деси. И дојде до жртва, не знам дали повеќе треба да падинаат уште жртви или за да некој не разбере, да ни го разбере овој наш проблем, или комплетно треба да се исели цела Вратница, Старо село и Рогачево, за да се реши нечив апетит. Хидроцентрали на Вратничка река не сакаат да се градат и жителите од околните села. Велат дека со вакви проекти ќе останат без вода. Во снабдувањето значи што се снабдуваат за вадење на нивите и директно изворите, значи кај што земаме вода за пиење и директно би влијаело таму. И значи ние го браниме ставот на граѓаните на село Орашје. И некој треба да се замисли што е тоа што ги вржува овие луѓе, значи со различна партиска определба, различна националност, различна вероисповест.
Тие тврдат дека на Вратничка река е планирано да се градат неколку хидроцентрали, кои ќе ја запустат реката. Еден од инвеститорите, Трибека Хидро, вели дека ги имаат сите потребни документи за изградба на хидроцентрала на реката и нивниот проект нема да ја загрози животната средина, туку напротив, ќе се искористи реката за производство на струја, преку извор кој не загадува. Вратничани се настават дека со хидроцентралите само ќе профитираат одредени поединци на сметка на животната средина. Мештаните поддршка имаат од локалната самоуправа, а во четврток треба да остварат средба со премиерот Заев во владата, каде директно ќе го запознаат со, како што велат, штетните последици од најавените мали хидроцентрали на Вратничка река. Создавање услови за преквалификација на ромите, мерки за дооформување на образованието, воведување на квоти за роми во активните мерки за вработување, олеснување за компаниите кои ќе вработат роми. Ова се дел од препораките кои што произлегоа од анализата во рамки на проектот подобрување на вклученоста на роми во пазарот на труд со акцент на жената ромка, што невладината месечина го спроведуваше изминатите 8 месеци на подрачјето на Гостивар. Активностите, резултатите и препораките денес беа презентирани на завршна конференција. Кога зборуваме работа и роми, дозволете да потенцирам дека за жал нема добри показатели со кои заедницата на роми може да се пофали и да очекува брз развој. Имено, од 1991 година до денес процентот на невработеност на роми, споредбено со другите етнички заедници во Република Северна Македонија, не е помал од 70%. Со ова, само по себе кажува дека економски најслаба е заедницата на роми. За нас како локална власт ова е посебно важно, бидејќи знаеме сите ние дека вклученоста на ромите во институциите на системот е во многу низок процент и за тоа се залагаме и ние како локална власт да имаме што повисок процент на роми вклучени во сите институции на системот, па и во локалната власт. Се надевам дека со успешно реализирање на овој проект ќе имаме зголемен процент на роми, посебно од женскиот род. Во склоп на проектот биле спроведени обуки за ромската популација со цел стекнување на вештини за вработување, за фризерки, административни работници, медицински сестри и друго. Тоа што 40 мажи жени ромки се здобија со обука и подобрени квалификации од прв степен, со што ги изголемува нивните шанси за влегување на пазарот на труд. Исто така, многу од практикантите кои што преку проектот ние ги ангажиравме, остана да одржуваат работен однос во фирмите во кои што беа ангажирани. Проектот е дел од регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан, финансирана од ЕУ, спроведувана од UNDP. Целта на проектот е да се подобри соработката меѓу општините и граѓанскиот сектор, со тоа што ќе има постојано и континуирано финансирање на граѓански здруженија од општинските буџети на теми кои опфаќаат целни групи како што се социјално исклучени лица, млади, жени, тоа не е посебен акцент. Во финансирање на проектот на месечина учествуваше и општина Гостивар.